Владата тврди нема да има нелегални мигранти од Велика Британија, но дали по регулативата која договорија министрите за внатрешни работи на земјите членки на Европската унија, а која би стапила на сила во јули идната година, се создава можност во Македонија да се отворат кампови за одбиени баратели на азил од земјите членки на Унијата. Пактот за мигрантите и азилантите со кој Унијата го реформира системот на контрола на миграцијата на своја територија им овозможува на членките на Унијата билатерално да се договорат со трети безбедни земји како што е Македонија да им испорачаат баратели на азил чие барање било одбиено. Што ќе значува за Македонија и за другите земји од Западниот Балкан? Ќе станат ли азилантските центри во Македонија реалност и во каков облик? Ќе се отвори ли можност за нови билатерални основувања за земјите кандидати на нивниот пат кон Европската унија по примерот договор за азилантски камп во замена за поддршка. Во меѓувреме додека Брисел најде начин како да го реши 10 годишниот проблем со илегалните имигранти по бегалскиот бран во 2015 година, во Македонија се исцртуваат новите линии за уставните измени со барање до Унијата, целосна имплементација на пресудите за Судот за човекови права во Страсбур за правата на македонците во Бугарија и нови заклучоци на Европскиот совет. Што е реално остварливо за Македонија од овие барања? Што може да добие Македонија како нови заклучоци што би гарантирало дека нема да има нови билатерални барања и би го откочило патот за носење на уставните измени и старт на преговорите? Добра вечер, јас сум Тамара Гранчаровска и почнуваме со дебатата и вечерва мои гости во студиото се господинот Димитар Николовски, извршен директор на Евротинг. Добра вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. И господинот Андреа Стојковски, исто така извршен директор, но на Институт Преспа или Преспа институт. Ја слушнавте најавата, добра вечер. Ја слушнавте најавата, ќе почнам со она што е поново, иако не интересираат и уставните измени, но ќе почнам со она што се случи во Европската унија пред 2-3 дена, поточно како што најавив, министрите за внатрешни работи на Унијата се усогласија конечно околу, така го нарекуваат, пакт за мигранти и азиланти, со кој ќе се овозможи Европската унија на годишно ниво да распореди 30.000 одбиени баратели на азил, да се формира солидарен фонд од 20.000 евра по азилант, значи околу 600 милиони евра, и доколку некоја земја по квоти ќе се распоредува во Европските унии од овие азиланти според бројот на жители и бруто домашниот производ, доколку некоја земја не прими квота, ќе треба да дава или солидарен фонд или техничка поддршка за земјите каде што ќе се распоредуваат овие одбиени баратели на азил. Што конкретно ќе се смени за Европската унија со ова, бидејќи досега функционираше системот за одбиени баратели на азил и досега имаше план Европската унија кој не стапи конкретно на сила исто за распоредување на одбиени баратели на азил или баратели на азил нелегални мигранти кои стигаа во Европската унија со мигрантскиот бран во 2015 година. Господин Стојковски, какви промени по конкретно ќе донесе ово до што до сега го гледавме во Европската унија по ова прашање? Па веројатно ќе им помогне да се организираат подобро, иако нема да го реши проблемот со мигрантите. По она како зборуваме или читаме секојдневно, информациите се многу повеќе за баратели на азил кои што не за баратели за нелегални мигранти кои што успеваат да останат во државите членки. Тие мислам дека поминуваат надвор од системот многу почесто од што реално низ системот. Регулативата само ќе им овозможи оние кои што поминуваат низ системот, доаѓаат во прифатен центар, поднесуваат формално барање за азил, да биде разгледано, одобрено или одбиено и потоа распределено низ системот за социјално за солидарно распределување, ама тоа нема да им го реши проблемот на Унијата. Веројатно далеку подобро ќе биде ако Унијата се организира
подобро за прифаќање на оние кои што доаѓаат реално и кои што поминуваат низ легалните центри, а за справување со подобра гранична контрола или за спречување на нелегалните рути на мигранти кои што доаѓаат во Унијата. Не мислам дека страшно добро ќе подобри работата во Унијата. Проблемот не е нов, постои од навек и веројатно бидејќи не успеале да го решат досега, не верувам дека ќе успеат да го решат и во иднина. Еден од бенефитите би можел да биде условно кажано прифатливост на некои мигранти и нивна поедноставна интеграција за сметка на оние кои што ќе бидат проценети за неприфатливи, ако може така да ги наречем. Инаку за тие што се неприфатливи, кои се веќе проценети како неприфатливи, статистиката, поточно податоците на Европската Унија покажуваат или покажале дека само 20%, односно секој пети од наредбите за заминување, поточно за одбиени азиланти, остануваат на територијата на Европската Унија, во земјите на Европската Унија. Ова, од друга страна, покажува нефункционалност на еден систем, поточно ако секој пети заминува, а 4 со одбиени баратели на азил, значи остануваат, значи нешто системот однатре не функционира и дали оваа регулатива која сега се носи, господин Николовски, ќе го подобри тоа или повторно, ако вас во системот ви се тие четворица кои ви се одбиени, а ви остануваат, како сега ќе ги фаќаат, навистина не знам како ќе го спроведат тоа ако не успеале и до сега со на ваков начин. Да, очигледно нешто сериозно не функционира во системите на државите членки на Европската Унија. Гледаме дека тие антиимигрантски наративи се зајакнуваат многу во повеќето држави на ЕУ и дека крајно десничарските партии им дишат во врат на либералните елити, на либералните партии, но исто така од следење на социјални медиуми и директен контакт со луѓе сваќам дека не само луѓето кои се дефинитивно против мигрантите сметаат дека има проблем, туку дури и оние кои имаат позитивен став кон миграцијата, но сваќаат дека системот не функционира и не доволно придонесува до градење на некоја социјална кохезија. Сега јас овие промени на ниво на Европската Унија ги сваќам како на некој начин да создаде слика дека еве нешто правиме, особено од страна на оние прогресивни сили кои прифаќаат дека веќе има проблем, дека мора да се реши тој проблем. Но исто така можеби ќе таквото решавање на проблемот нема директно да влие на решавање на проблемот со нелегалната миграција, но можеби ќе отвори простор за институциите кои имаат намалени капацитети да можат повеќе да се посветат на проблемот со нелегалната миграција. Решавањето на проблемот на легалната миграција го решаваат преку одбивањето на барањата за азил и тука се засилува мерката, особено кон безбедните зими, каде спаѓа и Македонија. За прв пат Европската Унија објавува и листа на безбедни зими, каде што се Алжир, Тунис, Египет, меѓу другите и сите зими од зими кандидати, безбедни зими, освен со исклучок на Украина, каде што се забрзува процедурата за решавање на тие барања за азил од овие зими за најмногу 3 месеци, иако процентот е, мислам дека не повеќе од 5% на баратели на азил од овие зими кои се... Ако одиме по принципот на баратели на азил и на политиката на ЕУ, тоа вели вака. Имате барател на азил кој што доаѓа од одредена држава. Ако бара азил, тоа го најавува на самиот граничен премин и тој е веднаш местен во центар за баратели на азил. Во оној момент кога ќе се одлучи по неговото барање, државата членка, односно
Унијата посредно, треба да го врати, ако го одбие, треба да го врати во државата од која што не од каде што влегол. Ние единствено би можеле да добиваме поврат на азиланти, уствари добро, единствено, ама го кажав. Имаме можност да влезат директно од Македонија во Италија, со сите можни летови на Визар, во Австрија, во неколку од државите членки. Не сум сигурен дека тие што ќе сакаат да бараат условно кажано азил, ќе го следат овој Тоа било пат. досега. Новата регулатива не го предвидува веќе тоа така. Предвидува дека и може да се вратат во земји од каде што не била нивната мигрантска рута. Точно, може да се вратат, меѓутоа тоа подразбира билатерален договор помеѓу државата членка и третата држава. Сега веќе билатералниот договор е... Ова што досега, тоа ми беше прашањето, ова што досега е како регулатива е токму тоа враќање, но сакав да кажам, ова не ја спречува нелегалната имиграција, туку го решава внатрешниот проблем со тие што веќе се внатре, кои треба да бидат вратени, а се во Европската унија не можат да ги вратат. И после нова регулатива, нелегалната миграција повторно нема да може да биде решена. Треба да го уапсат, да го најдат во редовна контрола, која што тешко се случува. Не знам колку пати имам престојувано по работа и никогаш не ме сопрела полиција да ми побара документација, да ме идентификува, за да може да предпостави или да процени дали сум легално или нелегално во државата. Значи, тој момент на нелегалната миграција повторно ќе биде многу тежок да се обезбеди. Тоа сакам да кажам, таа ќе остане. Ова е всушност според мене, како го толкувам, решавање само на тие што се веќе внатре и одбиени, значи како да се намали тој притисок и токму на тие 4 земји, Шпанија, Италија, Грција и Кипар, каде што најмногу се најголемиот број на баратели на азил и одбиени, и Германија како втора. Затоа што се први на линијата, генерално зборуваат за миграција од африканските држави и наједноставно е да стигнат. Тоа е првата точка. Германија заради економската моќ на државата и примамливоста за било која миграција. Ние имавме колку милиони луѓе што поминаа низ Македонија, никој не остана затоа што едноставно речено има попримамливи економски попримамливи држави од нас. Инаку 4 земји Шпанија, Италија, Грција и Кипар се земјите под притисок на илегални мигранти, така ги нарекува, додека 6 земји членки Чешка, Естонија, Хрватска, Австрија, Полска и Бугарија имаат можност да побараат иземање од квотите кои ќе бидат распределени, и се нарекуваат земји соочени со значајна ситуација со мигранти. Ова е таа фразологија на европската на унијата, значи не се никако овие 4 земји, него се во втората, под притисок, додека Германија и Унгарија веќе најавиле дека нема да примаат баратели на азил и нема да плаќаат за нив. Тоа се вкупно 12 државни од 27 земји членки. Значи товарот ќе треба да го распределуваат останатите 15. За 2026-та тоа би било 21.000 одбиени баратели за азил и 420 милиони евра солидарен фонд. Изводливо ли е половина од земјите да го направат се тоа, додека другите 12 по различни основи се иземаат од овој процес? Дали тука ќе настане, условно кажано, народски кажано, куршлус во Европската унија? Јас очекувам куршлус еден таков, како што, ако може да се подсетиме, кога имаше Даблин 1, Даблин 2, кога Унгарија, Полска не ги прима тие мигранти кои беа според квоти кои требаше да бидат распределени кај нив, и всушност и таму почна најголемите проблеми помеѓу Унгарија и Полска со Европската унија. Сега гледаме дека во вишеградските држави постои тој некој консензус околу антиимигрантскиот наратив и сентимент. Мислам дека ќе создаде тоа проблеми внатре во Европската унија за градење на некој консензус околу овие прашања. Како ќе се реши, не можам да кажам. Добро, ќе оди ова на Европскиот совет, ако не се лажам, мислам дека помина на советот. Ова е усогласување на советот на ЕУ, министрите се согласија, сега ќе треба да преговараат со Европскиот парламент. И сега
Да, зборувавме пред малку дека постои можност да помине заради антимигрантскиот сентимент, ама прашањето на владење на право, на механизми за заштита на човековите права продолжуваат да стојат и понатаму. Моментот на дисбаланс помеѓу државите. Точно е дека овие 4 или 5 држави се највеќе на удар затоа што се јужната граница на Унијата. И плюс Германија која прими најголем број од мигрантите од Сирија. Ако ги земеме источните држави се под притисок на Украина и мигрантите од Украина, дали ќе обезбедат баланс и како ќе расправа и како ќе постапува парламентот, веројатно би требало да очекуваме интересна дискусија ако не повеќе од тоа. А и фондот кој треба да се обезбеди не е мал. 20.000 евра по мигрант, значи една земја ако не сака да прими мигрант, треба да даде 20.000 евра на друга држава или распределба. Например, Германија веќе се договорила со Италија и со Грција за да се избрише квотата незина за следната година со тие мигранти што нема да им ги врати ако и требале да бидат вратени, значи така да ќе има, претпоставам дека многу тргување во Европската унија кому какви баратели на азил ќе врати, но во секој случај бројката е голема само и на сумата на фондот, но и на мигрантите, ако е годишно квотата, минимумот што е определила Европската комисија од 30.000 луѓе. Инаку одлуката на Европската унија за справување со овие илегални мигранти или одбиени баратели на азил се релаксира, либерализира во поглед на нивното враќање. И тука во игра влегуваат земјите од Западниот Балкан и уште неколку безбедни земи, каде што се почитуваат меѓународните услови за човекови права, се почитуваат и се меѓународните договори, се почитуваат човековите права, па така да ќе биде дозволено на земји членки да склучуваат билатерални договори со трети земји за отварање на азилантски центри со прифатни центри, но само не прифатни центри, туку или за депортација, но и со можност за останување, поточно за работа и овозможување на привремен престој. Но за да не го раскажувам јас, го спремивме на тело двата члена од регулативата, членот 23 и членот 23а, кои конкретно се однесуваат на третите земји, договорите, билатералните договори, предлагам да ги слушнам. Треба да биде можно да се воспостават специфични договори или аранжмани со трети земји со цел да им се обезбедат на земјите членки повеќе опции за враќање под услов за сегнатата трета земја, да ги почитува меѓународните стандарди за човекови права и во случај на отстранување, принципот на невраќање. Недостатоците во однос на специфични делови од територијата на третата земја или во однос на препознатлива категорија на лица не треба да го спречуваат склучувањето на таков договор или аранжман, под услов да постојат доволно гаранции за да се обезбеди целосно почитување на правата на државјаните на трети земји кои се засегнати од таков договор или аранжман. Особено договорот или аранжманот треба да ги утврди процедурите што се применуваат за враќањето, условите за престој во земјата, обврските на третата земја и последиците во случај на прекршување на договорот или аранжманот. Може ли го слушнеме исто така и членот 23а, кој следи веднаш послова и нема до објаснување, или прво да го продискутираме ова, па да го слушнеме и 23, кај се однесува малку поспецифично. Значи, што очекувате со овој член да се промени поточно, дали очекувате отварање на азилантски центри на земјите од регионот и зошто? Па тоа ќе биде, значи, избор на државите и некој резултат на преговори помеѓу индивидуални земји членки на Европската унија и земјите од Западниот Балкан, што значи дека нема да бидат приморани земјите од Западниот Балкан да отвараат такви. Меѓутоа, најверојатно преку отворање на такви центри ќе купуваат добра волја и можеби ќе издействуваат некои повеќе бенефиции за државите од нашиот регион.
Исто така се поставува прашањето доколку тоа на некој начин стане дел од условите за членство во Европската унија. Во моментов тоа така не е, меѓутоа постои стравот дека на некој начин проширувањето ќе се користи како некој морков за да бидат владите на земите членки од Западниот Балкан да бидат по-прифатливи по ова прашање. Бидејќи во членот стоеше ако прекршувањето на таквиот договор, реперкусии по третите држави ако има прекршување на договорот, тоа го разбирам дека треба да биде договор кој што ќе подразбира интеграција на вратените азиланти, кој што ќе им овозможи постојан престој или престој во Македонија, ќе им овозможи некаков тип на интеграција, ако затоа што државата не може да не го испочитува. Значи ние можеме, ако ги преземеме и ги ставиме во прифатен центар и бидат цело време во прифатен центар, тогаш не постои можност ние да ги вратиме. Тие самите ќе можат да се вратат. Ако не се во прифатниот центар. И затоа го толкувам дека по мене излегува дека тие нема да бидат дел од прифатен центар, туку ќе бидат со право на престој, со можност за некаква интеграција во општеството. Иако се отвара простор таму да може да биде и центар од каде што ќе бидат потоа депортирани, но и затоа што зборувавме претходно, враќањето треба да биде реално во државата на потекло и системот функционира под претпоставка дека функционира, ако се враќа од држава членка во Македонија затоа што преку Македонија влегол во Унијата, во тој случај Македонија има право да го врати во државата од која што дошол, од која што доаѓа. Инаку околу тоа дали ќе биде притисоци секако ќе има, се слагам со Димитар за тоа апсолутно. Ќе има притисоци врз сите држави од Западен Балкан, затоа што едноставно тоа им се може. Не сме дел од масата на Унијата, немаме со кого да ги истакнуваме нашите ставови. Од друга страна, тоа нема да биде услов затоа што некоја држава нас си ни прави притисок. Тоа ќе биде услов за нашето пристапување затоа што станува дел од правото на ЕУ. И ние ќе мораме да примаме мигранти без оглед дали пред да станеме членка или од моментот кога ќе станеме членка. За да се усогласиме со регулативата на Европската унија. Односно немаме зошто да се усогласуваме, станува збор за регулатива во оној момент кога ќе биде донесена, таа ќе биде директно применлива. Во оној момент кога ние ќе станеме членка, таа ќе биде директно применлива и кај нас. И ние ќе мораме веднаш да почнеме да примаме одбиени азиланти од другите држави членки. Реално, ние се наоѓаме во ситуација во која што тоа ќе биде за нас услов секако. Што е најдобро да направиме? Веројатно, тешко е во услови кога имаме недостаток на државотворни капацитети во 34 години, не зборувам за сега или за пред 2 години или за пред 10 години. Веројатно е најдобро ако направиме се за да бидеме на масата на Унијата, за да можеме да зборуваме заедно со останатите држави членки за условите. Сега би го повикала да го слушнеме членот 23, каде што објаснува некои други делови од да кажем, обврските кои ги имаат не земјите кандидати, во случајот третите земји кои се безбедни во случајот земјите кандидати, туку земјите членки да ги информираат другите земји членки за билатералните договори. Може да го слушнеме? Во околности кога земја членка преговара за договор или аранжман за целите на оваа регулатива со една од соседните трети земји на Унијата, земјите членки кои делат заедничка граница со таа трета земја, треба во соодветно време пред склучувањето на договорот или аранжманот да бидат информирани за тие преговори, со целосно почитување на принципот на искрена соработка утврден во член 4 од договорот за Европската Унија. По склучувањето договори или аранжмани со трети земји, од земјите членки се бара да информираат Комисијата и другите земји членки за таквите договори или аранжмани, пред тие да бидат привремено применети или да стапат во сила, кој да е најрано. Значи,
ова ги условува земите да информираат комисијата и другите земји членки, особено соседите на земјата каде се договара. Дали тоа може да отвори Пандорината кутија на повеќе барања за во една земја членка, например земја кандидат, да има повеќе, например ако сака пример, еве да земам Австрија и Данска веќе најавиле дека ќе бараат партнери за во трети земји за да може да испорачаат баратели на азил, одбиени баратели на азил, дали може би тоа ќе го отвори прашањето, не знам за дали од Грција или бидејќи наш сосед Бугарија да побараат и они такво нешто. Па добро, дефинитивно е возможно. Сега тука Знаете, кога ќе дадете на еден дозвола да си побараат и другите. И колку е тоа може Македонија да го издржи? Пак има тука и лицитирање помеѓу различни држави, мислам дека. Така да сега таа одредба е направена во смисла дека треба оние земји кои се граничат со овие трети земји да имаат целосни информации во врска со тоа за да можат да градат самите тие имиграцијски политики врз основа на тоа што се случува во нивната околина. Тоа не значи дека автоматски тие ќе имаат некои побарување и не го ни условува така оваа одредба дека тие мора да бидат не знам согласни или да дадат свој придонес или да биват информирани во добра волја како што само во добра волја да бидат информирани, да. Ово е повеќе по мене повеќе насочено кон гранично управување, зајакнато гранично управување од страна на државите членки. На пример, договараат држава членка и Македонија преземање на вратени мигранти. Треба да ги известиме во моментов Грција и Бугарија. Зошто? Затоа што неспроведувањето на договорот ќе може да се докаже само ако мигрантот кој што условно е пренесен овде и добил право на некаков привремен престој и интеграција во општеството, се врати повторно во Унијата, ќе може да се следи ако се врати од Македонија таму. Ако помине граница во некое село или некаде кај што има многу помалку можност за контрола, нелегално, во Грција или во Бугарија, после тоа може да оди каде сака и ќе биде многу потешко тоа да го... Повторно е тоа враќање на одбиениот азилант или нелегалниот мигрант повторно назад во Европската унија. Да, за да го вратат во Македонија, ќе треба да го идентификуваат. Во тој случај тој нема да оди да бара азил во прифатен центар, туку ќе се обиде да остане таму и да се снајде на друг начин. Колку малку ми нема една логика ако барател на азил е одбиен, може поточно азил се добива под неколку основи, меѓу другите политичка несигурност, економска несигурност и некакви нарушување на човекови права во одредена земја. Ако барател на азил е одбиен и не исполнува ниедни од тие услови, треба да биде, како што констатиравме, депортиран во крајната дестинација, земјата од каде потекнува. Сега малку не ми е јасно, на ниво на Европска унија, кога ќе се донесе одлука дека некој е непожелен, тој е непожелен на нивото на цела Европска унија, но може да биде испратен во трета земја и таму да остане. Дали тоа ќе зависи од земјата домаќин дали ќе го прифати или пошто според ова што го читам, они оставаат простор земјата каде што ќе го испратат да го задржи како на привремен престој. Малку има квака 22 барем за третите земи каде што ќе бидат враќани или распределувани тие азиланти. Димитар? Да, па земјата домаќин е таа која има надлежност за да одлучи, значи дали се тие прифатливи мигранти или не, и одлучуваат на индивидуална база многу често. Така да најверојатно ќе се претпоставува дека ќе има некакви проблеми со враќањето на тие мигранти во земјите на потекло и дека им треба некој период на прилагодување, на спремање на тој поврат во земјите на потекло, кој би се направил, например, потенцијално преку овие трети држави. Тука ќе направиме пауза за реклами и продолжуваме со дебатата. Назад сме во студиото и со мене вечерва се господинот Димитар Николовски, извршен директор на Евротинг, и господинот Андреја Стојковски, извршен директор на Институт Преспа.
Андреја, ти веќе спомена дека ова ќе стане дел од регулативата која ќе мора Македонија да ја почитува, но до тогаш, еве барем она што се случуваше изминатите 10 дена околу информациите дека од Велика Британија илегални мигранти исто во центри ќе се носат, премиерот даде Христијан Мицкоски изјава дека такво нешто нема да се случи. Како ќе даде Македонија, еве, по овој пример, отпор сега на Европската Унија за одбиени азиланти во Македонија? Ако одиме по таа логика, нема илегални мигранти во Македонија да се примат? Веројатно едноставно. Правилото за договарање гласи, ако сакаат државите да влезат во некакви преговори, ќе влезат во преговори и ќе се договорат за нешто за што заеднички ќе се согласат. Еве да му веруваме на премиерот, кој вели дека нема да има нелегални мигранти во Македонија, дека тоа ќе биде одговор за сите кои што во некое време во иднина, од утре натаму, или од моментот кога ќе ја усвојат регулативата и во Европскиот парламент, ќе биде одговорот за сите држави членки на Унијата. Британија не е членка на Унијата, таму ќе треба настрана да зборуваме или да договараме, ама ми се чини дека повеќе се заинтересирани за гранично управување и за градење на државотворни капацитети за справување со кризи и функционирање на државата, што за испраќање на мигранти, ама ќе видиме, ќе ме демантира времето ако е така, се надевам дека не да се разбере. Дали се стават со ова земите кандидати пред време меѓу чеканот и наковалната? Со ваквите можности да се отварат центри за одбиени баратели за азил, пред и тие и да треба да го применат тоа како право на Европската Унија? Видете, Токму тоа со условувањето, пазарењето. Европската Унија се менува низ годините секако врз основа на условите, на политичките услови кои ги налагаат тие промени. Така да и мораме да го наблюдуваме тоа во таа смисла, дека дури тече нашиот процес на пристапување, дека може да се променат некои услови внатрешни во Европската Унија кои дефинитивно ќе имаат ефекти на нашиот процес на пристапување. Што се однесува до Велика Британија, не смееме да забораваме дека деновива исто така беше актуална на ниво на Советот на Европа, каде заедно со Данска предложија промена на Европската конвенција за човекови права, каде што Македонија гласаше против на ниво на министерско ниво. Па потоцна ќе се разговара тоа повеќе. Така да тоа е во склад повторно, јас би рекол, на внатрешната политика на Македонија, таа одлука да Македонија да гласа различно од една Унгарија, например, со која многу често се совпаѓаме во ставови. Во последно време со ставовите со гласање. Инаку, како увертира на ова што се случува сега во Европската Унија, дали може да ги земеме оние договори кои ги направија Италија со Тирана во 2023 година за 2 центри во Албанија, од каде се носат мигранти од море, но кои допрва ќе бараат азил. Потоа Данска има договор со Косово 2024 година за отворање на затвор за 300 затвореници од Данска, но со не данско потекло. Или, например, еве, Велика Британија, договорот со Руанда за депортација, или меѓуредови најавениот со Македонија, па го нема, ќе видиме како, дали ќе не дементира времето. Дали ова се беше увертиран изминатите години за решавање на ова прашање преку вакви отварање на вакви центри надвор од територијата на Европската Унија? Андреја? Веројатно, меѓутоа прашањето е сега колку од државите имаат можност за такво нешто и на кој начин. За Австрија, за Средна Европа, за државите веројатно поедноставно, затоа што се изложени на континенталниот дел на Европа, многу повеќе, имаат поблиски држави кои што се на препознатлива континентална миграцијска рута и можат тоа да го сторат. Договорот на Италија со Албанија е нешто посебно, таму доаѓаат директно, па потоа се распределуваат или се враќаат или се одбиваат, евентуално би можеле да се враќаат, што ќе прави например Шпанија, која што единствено дели граница со Португалија и со Франција.
каде ќе ги врати, со која трета држава ќе договара, евентуално со некоја од Африка. Но може и со нас во овој случај. Можноста за контрола гранична за Шпанија е веројатно наједноставно со Мароко, ама не мислам дека тоа би можело лесно да се случи. Така што ова веројатно ќе има настрана од интересната дебата, веројатно ќе има и интересен расплет во Европскиот парламент за да ја видиме регулативата во живо. Од државиве овде во регионов, не мислам дека ако договараат со нормални држави, а грото од овие кои што учествуваат во процесов на прераспределба, се би можел да кажем нормални држави кои што нема да го третираат прашањето како билатерален услов за да прават притисок врз државите од Западен Балкан. Ама останува да виси врз нашите глави моментот дека ако навистина се усвои регулативата, таа ќе биде дел од акито. И ние ќе мораме да ја примениме веднаш по пристапувањето. Многу повеќе сум уверен, само ова и завршувам овако. Многу повеќе сум уверен дека во преговорите за пристапување и во пристапниот договор ќе имаме отворање на нашата граница за враќање на мигранти, прво пред да одат наши луѓе слободно да престојуваат и да работат во други држави членки. И последното прашање на оваа тема, па ќе преминеме малку на домашната политика поврзана со Европската унија, како што најавив и во на самиот почеток на емисијата. 100 меѓународни организации за човекови права се спротивставуваат на оваа мерка на Унијата, сметајќи дека ќе ја засили или намалувањето на човековите права, зголемена злоупотреба на мигрантите, насилството врз нив, нечовечкото однесување. Некои дури ја поврзуваат оваа политика со ригорозните политики кон мигрантите на американскиот претседател Доналд Трамп. Може ли да се повлече паралела меѓу имигрантската политика на САД и ова што сега се случува во Европската унија, поточно ќе се случува од јуни? По тоа се гледа дека миграцијата е глобален проблем и дека едни географски предели влијаат на други. Не би рекол дека ова е сега некој чист паралелизам помеѓу Соединетите американски држави и Европската унија, но гледаме некој обид да има привид на решавање на проблемот, би рекол, кој што не верувам дека ќе го реши проблемот. И Америка и Трамп се примена кон депортација. Ако го смени пристапот Унијата, односно државите членки во целост, да се разбереме. Пред малку го кажав тоа. Колку пати сум бил во држава членка по различни поводи, никогаш не ме застанала полиција, освен гранична контрола, за да ме идентификува и да ме праша зошто сум дојден и каде престојувам. Но тоа ако го смени пристапот и прават многу повеќе контроли, го прават тоа што во моментот Трамп го прави АЙС, тогаш можеби ќе имаме многу повеќе мигранти за депортација и тогаш ќе имаме сериозна загриженост или не евидентно прекршување на човековите права. Дали тогаш може и да ја зголеми и негативните да има и негативни ефекти во самите зими, бидејќи ако ве проверуваат рандом, ќе треба да ги проверуваат и своите граѓани. Не секој му е пријатно да ве застане полиција и да ве легитимира и тогаш домашната јавност може да се побуни кон таквите мерки или можеби ќе биде малку нелегалните мигранти ќе се препознаваат по бојата на кожата, што малку расистички ќе биде, бидејќи и во самата Европска унија сите зими веќе не знаете кој е навистина, нели не може да определувате според боја на кожа кој е мигранта, кој е нелегален мигрант. Така да многу од државите членки на Унијата не може да определува. Колку е ризикот тога што такво рандом проверување да се негативно да се анимира собствената јавност? Доколку дојде до такви промени, мислам дека тоа нема да биде на ниво на Европската унија, меѓутоа би дошло со доаѓањето на власт на некои радикални десничарски влади, како што е на пример можеби во Германија или во Франција АФД или Ле Пен, кои што би можеле да покажат една таква сила, каде што ќе има
каде што ќе има улични проверки, условно кажано, на граѓаните или на жителите на тие држави, што повторно ќе биде резултат на некои избори кои доаѓаат во овие држави, така што можеби нема да има толку голем отпор, би рекол, а доколку навистина гласачите во повторно ќе кажам Германија и Франција одлучат да ја дадат власта на такви партии. И да се разбереме, веројатно нема да има негативно чувство кај тие граѓани, затоа што прво одлуката е била нивна на самите избори, ја доделиле власта, а второ за да дојдеме до ситуација во која што сме дискусија и усогласување на ставови за ваква регулатива, очигледно е дека веќе доволно има подлога или размислување, така што ќе има критична маса која што ќе го прифати тоа и ќе го толерира и нема да реагира негативно. Туку одиме на вториот блок реклами и потоа одиме со што очекува Македонија од Европската унија. И во самата завршница сме на топ тема и за да во интерес на времето веднаш ќе повикам изјавата на премиерот Христијан Мицкоски од саботата кога беше реизбран за лидер на ВМРО ДПМН и испрати пораката за условите поточно црвените линии кои се поставуваат до Европската унија за промена на уставот и продолжување на преговорите со Европската унија. Свесни сме за капитулациите и предавството на најкриминалната влада во историјата на независна Македонија, предводена од СДСМ и ДУИ. Свесни сме за штетата историска која нанесува на граѓаните и на државата. Не го игнорираме сето тоа. Подготвени сме да разговараме, но прво нека се одлучат какви разговори сакаат да имаме. Билатерални или разговори со Брисел. Ако се билатерални, тогаш се потврдува нашата теза дека ова е билатерализација на нашиот европски пат. Ако сакаат да разговараме во Брисел, во присуство на евродипломатите, подготвени сме да заминеме уште утре и да ги презентираме нашите аргументи. Нема поместување ниту милиметар се до моментот додека не биде испочитувана и последната буква и последниот интерпункцијски знак од договорите и од меѓународното право и она што им припаѓа на македонците од другата страна на границата во Пиринска Македонија. А тоа е ни помалку ни повеќе доследна примена на сите досегашни пресуди на Судот за човекови права во Страсбур во својство и во насока на исполнување на правата на македонската земјица кај нашиот источен сосед. Тоа е прво. И второ, ако навистина никој нема проблем со нашата вековна идентитетска константа и нашиот мајчин македонски јазик, и дека нема да има повеќе билатерални вета, тогаш најмалку што заслужија граѓаните на оваа земја е нови заклучоци од страна на Европскиот совет. Ова се двата столба за кои што сме подготвени да разговараме. Да не го повторувам премиерот, но крајното е нови заклучоци од Советот, не прецизира што сака во новите заклучоци, но како би ја коментирале целата изјава, бидејќи има и проширено барање за почитување на судот човекови права, но и правата на македонците во Бугарија. Кој сака? Еве, Андреа. Вака, премиерот зборува за почитување на меѓународните договори. Прво, кај нас, според уставот се вели дека ние не се мешаме во внатрешните работи на други држави, без оглед дури и кога станува збор за етнички малцинства во другите држави. Согласно договорот кој што сме го потпишале како држава,
договорите се за да се извршуваат, нели? Исто така сме се обврзале дека нема да се мешаме во внатрешните работи на Бугарија под изговор дека се грижиме за македонското малцинство во Бугарија. Така што тука едното со другото не оди. Ние немаме билатерален проблем со Бугарија, мислам ние имаме билатерален проблем со Бугарија, ама не е тој билатерален проблем не е прашање на Европската унија и на пристапувањето. Имаме проблем во односите. Имаме потреба од справување со говорот на омраза согласно договорот со Бугарија, за кој што не се обидуваме да го решаваме ниту на нашата, ниту на нивната страна. Тие се на масата на ЕУ, па можат да го пренесат своето барање многу поедноставно и да се грижат за тоа. Во преговарачката рамка, што е единствено релевантен документ за нашето пристапување и од каде што потекнуваат сите заклучоци, се вели дека отварањето на првиот кластер и одржувањето на втората меѓувладина конференција ќе се случи откако ќе бидат усвоени уставните измени, што ќе значат внесување во уставот на бугарската етничка заедница и на други етнички заедници. Другите се, да се разбереме, заради ублажување на ефектот или на негативното чувство од внесувањето на бугарската етничка заедница. И тука завршуваат условите. Повеќе услови немаме во моментов, не знаеме дали некогаш ќе ги имаме, ниту пак можеме да гарантираме дека ќе ги немаме. Пристапувањето е политички процес во кој што се договараат сите држави членки и Унијата со третата држава, во случајов со Македонија, и можеме да добиеме безброј услови во форма на репери за отварање, во форма на репери за затварање на преговорите, кои што никогаш нема да бидат поврзани со билатералните теми и со билатералните прашања. Македонскиот јазик е гарантиран со преговарачката рамка, таму се вели дека севкупното законодавство на ЕУ ќе биде преведено на македонски јазик. Подобра гаранција од тоа не гледам, 300 и повеќе илјади страници на европско законодавство преведени на македонски јазик. Впрочем, македонски јазик се гради, се гарантира, се обезбедува, се развива ако преведуваме, создаваме дела на јазикот, работиме на речник на јазикот. Ќе мора те прекинам, бидејќи сме на крај, сакам да го прашам господинот Николовски. Премиерот не спомнува какви нови заклучоци, но во претходните заклучоци на Европскиот совет, претпоставам дека реферира на тие од 2022 година, од 7 точки, 3 точки се однесуваат токму што го каже господинот Стојковски за уставните измени и како потоа ќе продолжи патот на Македонија кон Европската унија. Што можеме да добиеме со нови заклучоци? Ова не може да се поништи, бидејќи во преговарачката рамка, во договорот со Бугарија, во протоколот, се тоа еден пакет од преговарачката рамка која веќе ни е кажано дека не може да се промени. Што можеме да добиеме со нови заклучоци? Каква форма и што очекува Македонија со нови заклучоци? Добро, не можам да влезам во умот на премиерот. Може би мисли на некакви гаранции, повторно зборуваме, да во тие заклучоци да влезат некакви гаранции за нови вета, против нови вета. Меѓутоа, мислам дека ова изјава е дадена пред се за домашната публика, дадена на партиска конвенција. Ќе видиме како ќе ги искомуницира повторно овие точки на говорот кон Европската унија на следните состаноци со представници на Европската унија, дали ќе остане на тие ставови или нема да остане. Меѓутоа, сметам дека духот на целава оваа изјава е да се направи една какофонија во самиот процес на пристапување и во решавање на проблемот, тоест за да не се реши проблемот, за да се одолжува сето тоа. И последното прашање, бидејќи сме на самиот крај, поточно ми јавува дека ни истече времето, но многу кратко, да, вчера во Бугарија падна владата, поточно поднесе оставка. Бугарија ќе оди со техничка влада. Ако бевме подготвени во септември да разговараме од нова година со Бугарија, да ги засилиме разговорите, за да се надмине спорот, премиерот сега најавува со кого да разговараме и дека во моментов од Бугарија нема со кого да разговара, колку тоа ќе влие врз целиот процес на надминување или добивање на некакви гаранции барем од Бугарија дека ова ќе биде последно за да може да се донесат уставните измени. До вчера имаше влада во Бугарија,
имаше најави дека ќе се интензивираат разговорите со Бугарија по локалните избори. Според оваа изјава на премиерот, сега гледаме дека тоа не се случувало, барем значи не можеме ништо да приметиме дека имало некои интензивирани разговори, дека нешто посебно се потрудила владата со Бугарија да преговара. Ова одење на Бугарија поточно на ниво на техничка влада, што ќе значи за нас, бидејќи ни една одлука поврзана со Македонија нема да може да се носи. Добронамерен за премиерот, ако сака навистина да преговара со Бугарија, а нема потреба, прашањето е европско, нека го отворат седницата во собрание каде што се предложени уставните измени. Нека одлучат за потребата од измена на уставот, толку, не повеќе, едно гласање. И потоа нека одат, нека разговараат. Ви благодарам на гостувањето. Нашето време истече. Се надевам дека наскоро ќе имаме нова прилика да разговараме, ако ништо друго, за она што ќе се случува со азилантите за некои 6 месеци, да видиме како се тоа ќе се имплементира, а за нашите очекувања од Европската унија се надевам по-конкретно ќе слушнеме овие денови од нашите политичари. Толку од нас тука, ви благодарам уште еднаш, вам почитувам ви благодарам што бевте со нас и останете со програмата на Телма.